Ноќта пред првата брачна ноќ, Олимпија сонувала дека ја удрил гром. Гром кој во сонот запалил голем оган, чиј што пламен се раширил на сите страни, а потоа изгаснал. И Филип, некое време по свадбата, сонувал дека го запечатил телото на својата сопруга со печат, чиј отисок, како што го видел во сонот, бил фигура на лав. Некои од врачовите го протолкувале ова како предупредување до Филип да ја чува својата сопруга повнимателно. Но Аристандар од Телмесус, со оглед на тоа колку е необично да се запечати било што е веќе празно, го уверувал дека значењето на неговиот сон е дека кралицата е бремена со момче, која еден ден би се покажало витко и храбро како лав. Згора на тоа, еднаш била пронајдена змија лежејќи покрај Олимпија додека спиела, што повеќе од било што друго се вели, ја намалило страста на Филип за неа и се плашел од неа како од магепсничка или мислел дека таа се плетка со некој бог, при што се гледал себе си како исклучен и се помалку сакал да спие со неа. Други велат дека жените од нејзините краишта секогаш биле крајно зависни од ентузијастичките орфички обреди и дивото обожување на Бахус, поради што тие биле наречени Клодони и Мималони, и во многу нешта ги имитирале практиките на едонките и тракијките од планината Хемус. Олимпија, велат, ревносно се придржувала од овие практики на фанатички и ентузијастички вдахновенија, кои били изведувани со варварски и ужаснувачки танци и многу често во овие церемонии имало големи скротени змии кои се моткале низ мистичните бршлени, на светите копја или низ женскиот накид, создавајќи гледка на која мажите не можеле да гледаат без ужас. Ова се буквално цитирани зборовите на Плутарх со кои опишува во какви околности бил зачнат Александар. Очигледно дека е потребна многу фантазија и креативност за да се долови вистинскиот амбиент. Иако за повеќето историчари или за обичниот наблюдувач описов е само приказ на суеверијата од тоа време, за мене од секогаш представувало почеток на една мистерија. Александар пораснал под силно влијание на Олимпија, додека класичното образование добиено од Аристотел придонело да се поистоветува со данајскиот херој од Илијадата Ахил. За Ахил знаеме дека е полубог, син на кралот Пелеј и божицата Тетида. На сличен начин како и Ахил, горе опишаново раѓа сомнеш дека и Александар е зачнат од Олимпија и одредено битие кој ние генерички го нарекуваме Бог. А со оглед дека во сонот станува збор за гром, сомнежот оди кон врховниот олимписки бог, громовникот Зевс. За освојувањата на Александар овде немаме ниту време, ниту простор. А истовремено немаме ни потреба, затоа што се нашироко обработени во редицата книги, документарци и филмови. Но, како и за околностите околу неговото зачнување, така и за потврдите дека сомнежот за неговото божествено потекло е заснован, ќе се потпрам на еден единствен извор, кој ми се чини е најверодостоен кога станува збор за животот на Александар Македонски, а тоа е историчарот Плутарх. Првата епизода за која станува збор е консултирањето со оракулумот на богот Аполон во Делфи, околу иднината на неговите походи кон Персија. Непријатен факт околу ова консултирање е што Александар сакал да се советува со оракулумот на ден кога според традицијата било апсолутно забрането такво нешто. Но Александар не би бил Александар ако не се чувствувал над овие тривијални правила и сам отишел кај свештеничката влечејќи ја со сила кон самиот храм. Изнемоштена од овој чин, во еден момент свештеничката извикнала: "Сине мој, ти си непобедлив." Ова за самиот Александар било повеќе од доволно и не сакал никакво понатамошно консултирање. Втората епизода е уште поспецифична и се одвива по неговото пристигнување во Египет. Познато е дека Александар во Египет влегува мирно, односно е пречекан како инкарнација и наследник на египетските фараони. И токму во Египет се случува еден од најголемите градителски потфати во неговите походи, а тоа е основањето на градот Александрија. Но, ова за Александар не било доволно и имал потреба да го консултира и храмот на богот Амон. Незгодата со овој храм е што се наоѓа длабоко во пустината, во една оаза која постои ден денешен и се вика Сива.
Само колку за илустрација, оваа оаза се наоѓа на 560 км од Каиро во близина на границата со Либија, што значи длабоко во пустината и далеко од зелената и сигурна делта на реката Нил. Поредицата неприлики, но и чудно поволни околности, Александар доаѓа до храмот на Амон, каде од свештениците е пречекан како син на Зевс, односно како син на Амон. Знак што укажува дека Амон и Зевс се можеби ист лик. Фактот дека Александар не бил само формално сметан за син на Амон, се гледа од разговорот што Александар го има со самите свештеници. Еве како Плутарх ја пренесува оваа случка. Откако пропатуваа низ пустината, дојдоа до местото каде свештениците го пречекуваат Александар како син на Амон. Александар ги прашува свештениците дали некој од убијците на татко му ја избегнале казната, на што свештениците му укажуваат да зборува со поголема почит кон татко си, зашто неговиот татко не е смртник. Тогаш Александар, менувајќи го прашањето, прашува дали оние што го убиле Филип останале неказнети и дали владењето со светот е нешто што е предвидено за него. Ова ти ќе го оствариш, одговорил Богот, а смртта на Филип е целосно одмаздена. Ова толку го одоброволило Александар, при што дал големи дарови во чест на Зевс, дарувајќи ги богато и самите свештеници. Ова е она што го пренесуваат повеќето автори поврзано со пророштвата. Но во едно писмо до мајка си, Александар споменува некои тајни одговори кои намерава да ги каже лично по неговото враќање. Кои се овие тајни одговори, никогаш нема да дознаеме. Но сомнежот дека Александар бил повеќе од обичен македонски принц и крал е очигледен. Историјата и археологијата несомнено ги потврдуваат неговите освојувања на далечниот исток, исто како и неговото гледање постојано и уште потаму на исток со погледот на мерите и мечтите. Толку далеко што дури најверните од неговите генерали почнале да ја губат смислата на сите тие освојувања и да жалат за родната Македонија. Сите, освен Александар. Александар никогаш немал намера да се врати во Пела и да владее од таму со големата империја. Напротив, не случајно како престолнина го зема Вавилон, една од големите престолнини на древните империи од истокот. Велат комплетно ги има напуштено македонските навики и обичаи и целосно ги има прифатено навиките, начинот на облекување и живот воопшто на тоа што во тоа време било персијска култура. Непосредно со ова, покрај величењето на Вавилон како нова престолнина и градењето на многу градови низ империјата, нешта што секогаш го отсликуваат Александар како голем цивилизатор, истиот тој Александар го срамнува со земја велелепниот центар на персиската империја Персеполис. Ненадејната смрт на Александар значила смрт на целата империја. Единственото место каде ќе продолжи да владее една династија која е наследничка на Александар е секако династијата на Птоломеите, кои не случајно продолжуваат да владеат уште неколку векови токму во Александрија, градот основан од Александар, каде не случајно ќе биде еден од најголемите центри на знаење и мудрост, познатата Александриска библиотека. Гробот и посмртните останки на Александар никогаш не се пронајдени, а со оглед на тоа дека пронаоѓањето на неговото тело би значило и увид во неговото потекло, пред се генетско, верувам дека намерно е сокриено од оние сили кои своевремено го имаат донесено да се инкарнира како човек и да го изживее тој фасцинантен и краток живот. Дали Александар е навистина син на Зевс и на Амон? Се укажува на тоа. Исто како што се укажува на тоа дека ни Зевс ни Амон не се богови во духовна смисла, туку суштества од крв и месо, но со генетика и технологија многу супериорна дури и на нашата денешна. Дали и ден денешен се овде и се генетски родители на некој нови Ахил или Александар? Тоа е веќе истражување за ново видео. Јас сум Татунчо, драги пријатели. Секој добро.